Советот на град Скопје на денешната седница донесе одлука за формирање јавно претпријатие за хуман третман на животните скитници, а новото претпријатие ќе го носи името Лајка. Новото јавно претпријатие ќе се формира од постојните служби што досега функционираа во рамки на јавното претпријатие комунална хигиена, а истото ќе ги преземе сите активности, каде што спаѓаат заловување на животните скитници, нивниот транспорт до стационар, прием и преглед од овластен ветеринар, лабораториско испитување на животните на одредени болести, стерилизација, постоперативно сместување, лекување и нега, ветеринарна грижа, идентификација и регистрација, вакцинација и враќање на местото на заловување или преземање процедури за вдомување од заинтересирани граѓани. Како што информираат од град Скопје, формирањето на новото јавно претпријатие кое ќе се занимава исклучиво со оваа проблематика е потребно од повеќе причини. Пред се поради недостатоците на досегашниот систем на работа со бездомни животни, што резултираше со зголемено присуство на кучињата скитници на јавните градски површини и при тоа представуваат реална опасност за безбедноста на граѓаните. Во текот на 2018 година против градот Скопје и јавното претпријатие комунална хигиена се поднесени над 200 тужби за надомесна штета заради напад и гризнување од бездомни кучиња. Од град Скопје велат дека новиот систем ќе овозможи градот стратешки да се справи со проблемот на животните скитници од скопските улици, преку воспоставување поефикасна контрола над популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје. Токму затоа, во креирањето на организација на претпријатието и неговите органи ќе бидат вклучени и невладиниот сектор со искуство во сферата на заштитата на животните, со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум, и тоа на начин кој ќе обезбеди нивна благосостојба, но истовремено да гарантира безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини.